Добре дојдовте во уште едно издание на Спорт Плюс. Гостин во денешната емисија Михајло Младеновиќ, ракометар на ГРК Охрид, а повод е надпреварот од петото коло во ракометната Суперлига против екипата на Скопје. Добре дојди за тебе. Хвала, пуно боле од наш. Што знаеме за Скопје? Па, Скопје е доста млада екипа, дужи временски период играју заедно, веќе уиграни су, доста добра, како да кажем, повезаност измеѓу играча и мислим да не би требало да се опуштаме многу, затоа што стварно уопште у овој сезони е лига доста добра, да свакоме може да парира и свака утакмица треба бити 100%. Така да мислим да треба да дамо свој максимум и да поновим опет доста млада екипа која зна рукомет да игра, така да мислим да може да буде тешко ако уđemo у утакмицу како не би требало. Така, во претходните 4 кола бевте на вистина на својата задача, имавте одлични настапи, 3 победи, 1 пораз од Вардар, тесен дома, се носевте со двократниот европски шампион. Формата е одлична во Охрид, а каква е атмосферата пред мечот и каков е зрастениот биланс пред дуелот со Скопје? Да, имали смо те среќу да отворимо првенство одлично. Победили смо 3 утакмице узастопно, Вардар да гледамо као победу, ипак е то Вардар, сви знамо кој е Вардар, така да не знам, атмосфера е нормално одлична, затоа што не знам, играмо стварно одлично, играмо перфектно, слажемо се добро, трудимо се да одржаваме ту атмосферу што е боле могуќе, така да видеќемо за дале. Иде нам Скопје и нема опуштања и дале свакако смо фокусирани на утакмицу, така да видеќемо шта ќе биде. Нема повредени, сите се добро? Не, хвала Богу, се е окей, да. Од што ќе зависи генерално пласманот оваа сезона во Суперлигата покрај Вардар и Еврофарм Пелистер, првата екипа? Одлична е конкуренцијата и помеѓу останатите екипи, добро се познавате. Што е тоа што ќе одлучува кој ќе оди во плейофот, тенка е линијата, кој ќе се бори за опстанок? Да, како што сте рекли, баш е танка линија, така да то су нијанси у питању. Мислим, свака екипа може да киксне барем на едној утакмици. То ево видимо Металург сад е изгубио против Тиквеш, да. Така да све е могуќе, кажем, затоа нема опуштања, морамо да смо фокусирани и максимално да смо присутни на утакмици, на свакој утакмици, така да опет кажем, то су нијансе, неке гол, 2 разлика, така да опет техничка грешка, више, мање, морамо бити 100% на свакој утакмици. Михајло, ти си репрезентативец, не? Дали што те очекува на тој план, дали во наредниот период очекуваш повик од селекторот? Па, наравно да, сви то потајно очекуваме, така да не знам, било би ми част и дале да наступам за репрезентацију, сад видеќемо шта ќе бити, како ќе бити. Трудим се, даjem максимум, па све зависи. Стварно е задовојство играти за репрезентацију, така да надамо се. Мечот со Скопје, да кажеме, почнува во 18 часот и 30 минути во спортската сала Билјанин Извори. Порака до навивачите? Па ништа, да доđe у што веќем броју, што е више могуќе и да нас подрже најболje могуќе, да. Многу успех на надпреварот со Скопје и во престанатиот дел од шампионатот, да ви гледаме во плейофот на задоволство на љубителите на ракометот, а Охрид тоа го заслужува. Вам почитувани, ви благодарам на вниманието.